Благодарам, председателке, почитуван народен правобранител, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Народниот правобранител е институција која што мораме секогаш да ја зацврстуваме, да ја појачуваме, за да истата одговори на барањата кои што ги имаме во однос на повредата на правата на граѓаните при остварување на своите права кои што ги следуваат согласно законот и уставот. Ова институција е, според мене, една од најзначајните институции за остварување на овие права на граѓаните, а знаеме дека во целокупното живење, односно Законот за организација на државната управа и сите други институции каде што се обраќаат граѓаните и наидуваат на одредени проблеми, токму институцијата Народен правобранител е една од тие кои што ги заштитува нивните права и секогаш истата институција, нејзините извештаи, нејзината работа е слика за каква е состојбата и во институциите и во самото општество. Секогаш сме ги поддржувале унапредувањето на оваа институција и секогаш ги поддржуваме промените кои што ќе допринесат за да оваа институција добие еден чекор понапред, да има повеќе ингеренции, да има повеќе материјални, финансиски, кадрови решенија, за да макар и на еден граѓанин да му биде помогнато дополнително од ова што го можеле, е добредојдено за секој еден од нас, па и за самите граѓани. Во насока на тоа што е предложено денес, односно предлогот за одлуката за давање на согласност на општиот акт на Народниот правобранител, правобранителот ја образложи потребата и немаме ништо спорно во однос на бројот на извршители и онаму каде што сметате дека треба да се зацврстат и во однос на стручната служба и на тимот на национална превенција на механизам и посебните оделенија и канцелариите на Народниот правобранител, но сакам само едно дополнително прашање, доколку сте во можност да ни одговорите, бидејќи спомнавте дека се зголемува бројот на извршители во тимот на Националниот превентивен механизам. Сето тоа е во ред. Меѓутоа, моето клучно прашање е, ако во членот 9 велите вака, во делот 4 опис на работните места во Народниот правобранител, оделение за финансиски прашања, работно место под реден број 67, државен советник за финансиски прашања, во делот посебни услови зборовите организацијски науки и управување менеджмент се заменуваат со зборовите економски науки. Тоа е во ред. Суштината ми е да компаративно го разгледаме претходниот член. Зошто? Еве овој член е во ред, бидејќи имаме посеопфатно опфаќање на струките и звањата кои што можат да допринесат во самото функционирање и на канцелариите и на институцијата Народен правобранител и е во ред бидејќи е во насока повторно во економската сфера, односно економските науки. Меѓутоа, клучното прашање ми е, во членот 8 велите вака, во делот 4 опис на работните места во Народниот правобранител, тим на Националниот превентивен механизам, работното место под реден број 61, државен советник за превенција од тортура и друг вид на свирепо, нечовечко постапување или казнување, бројот 1 се заменува со бројот 2. А во делот, внимавајте, на посебни услови, зборовите фундаментални медицински науки се заменуваат со зборовите наука на книжевност. Не гледам никаква допирна точка, како досега за ова работно место, согласно систематизацијата и овој правилник, имало потреба од ваква насока, а сега драстично ги менуваме насоките и потребите за да тиот ја врши истата функција која што е систематизирана по опис и попис на работно место кое што е поставено согласно досегашната систематизација. Прво прашање е дали досега оние што се примени со, потенцирам, цитирам, звање фундаментални медицински науки, бидејќи се заменуваат овие зборови и треба понатаму да не стојат, дали ако имаме таков работен, дали истиот ќе биде распореден на друго работно место или ќе си оди дома, и дали се наведуваат наука на книжевност е со конкретна намена, да се знае за одредено лице, или всушност
самата природа на попис и опис на работни задачи по систематизација провлекува и побарува да се систематизира вакво работно место. Не ја гледам логиката на систематизирано на вакво работно место и затоа се појавува сомнеш дека станува збор за однапред поставена цел, односно уште да се стави име и презиме за лице кое би било вработено. За да се расчисти секој ваков потек и сомнеш, барам конкретен одговор доколку може правобранителот да одговори, а повторно потенцирам. Како пратеници ги поддржуваме сите акти кои што може да допринесат за да се подобри работата и функционирањето на овие институции, посебно на Омбудсманот, односно на Народниот правобранител, и компарацијата ја направив со цел да не испадне дека сакаме само да го цитираме делот каде што имаме сомнежи. Еве, повторно потенцирам, во претходниот член кој што го цитирав е складно сегашното работење и на досегашното работно место, а овде имаме драстично отстапување во однос на самата систематизација и бидејќи овде не гледаме промена на опис и попис на работното место. Предпоставувам дека досегашното, бидејќи го немаме претходниот правилник на увид, предпоставувам дека досегашното работно место било во согласност со овие струки, што тоа се смени во пописот и описот на работни места, за да можеме да предвидиме вакво вработување, односно ваков извршител на ова работно место. Ви благодарам.